Добар ден, кога гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Господине Дерковски, Државната изборна комисија го усвои правилникот за организирање, спроведување и подготовка на референдумот. Како според вас ќе се одвива овој процес? Согласно законските одредби, значи целиот процес треба да заврши во рок од овие 60 дена. Ние како Државна изборна комисија моравме најпрво да ги донесеме актите кои што ќе значат водилка за нас во целиот процес. Тоа е правилникот за работа на комисијата за овој референдум 2018 година и роковникот по кој што ќе се одвиваат сите действија. Тоа го направивме на првата седница. Во тие акти во роковникот ги утврдивме сите рокови онака како што следува и во сите изборни циклуси, со една напомена дека овдека имаме скратени рокови од по 5 дена за некои действија, затоа што роковите во кои што треба да се заврши целиот процес се малку пократки и моравме да го скратиме. Меѓутоа, тоа нема да влијае на процесите и мислам дека сите действија ќе се завршат на време. Во однос на правилникот, практично ги предвидовме сите детали кои што законот за референдум ги предвидува, кои што мора да следат понатаму се до 30 септември, до денот на гласањето и начинот на кој што ќе се одвиваат сите действија и онаму каде што законот за референдум не предвидува одредени прецизни одредби за некои действија, согласно истиот закон кој не упатува на употреба на одредбите на изборниот законник и тоа го направивме, значи ги внесовме тие одредби во правилникот за работа за да се допрецизираат одредени работи. На референдумот право на изјаснување ќе имаат и граѓаните кои што живеат надвор од Република Македонија, а кои ги има на избирачкиот список. Како ќе се одвива гласањето во дијаспората? Граѓаните кои што сакаат да се пријават да гласаат во дипломатско-конзуларните представништва ќе можат да го остварат своето право, додека сите оние кои што нема да го направат тоа се во на живење со место на живење во некоја од државите во светот ќе можат истото доколку не се пријават на тој список да го направат и дома, значи да дојдат и дома, така што ние како комисија треба да има возможиме услови во секој случај да го искористат своето право на глас. Што доколку не се пријават минимум гласачи во дипломатско-конзуларните представништва? Еден од условите е минимум 10 пријавени да има во ДКП-ата, односно на местото каде што треба да се гласа. Доколку нема 10, нема да се организира гласање, затоа што трошоците се навистина големи за организација на едно избирачко место во дијаспората, во едно дипломатско-конзуларно представништво и добро е што законодавецот на некој начин, а и Државната комисија, изборна комисија предвидува таква можност да не се организира доколку нема повеќе од 10. Доколку има пак повеќе од 1000 пријавени, во тој случај наша обврска и должност е да организираме уште едно гласачко место во дипломатско-конзуларното представништво. Споменавте дека тоа чини пари. Колку средства ќе се издвојат за оваа намена? Конкретно за гласањето на дијаспората на минатите парламентарни избори се потрошени над 30 милиони денари, значи над повеќе од 500, близу 600.000 евра, што е сепак позамашна сума која што се обидуваме овој пат да рационализираме, да ја скратиме. Тоа ќе го направиме прво сигурно, затоа што избирачките одбори све помали, значи ќе нема потреба да пуштаме луѓе од тука, да ги правиме трошоците за нивни авионски билети и така натаму и другите трошоци кои што следуваат дневници. Тоа значи автоматски намалување на тие трошоци. Исто со Министерството за надворешни работи се договоривме да ни ги испратат сите можни вработени луѓе во дипломатските представништва на нашата држава ни светот, се со цел да ангажираме што повеќе луѓе од таму за да ги намалиме трошоците. Јас се надевам дека износот ќе биде многу помал овај пат во таа смисла, така што ќе успееме да го задржиме трендот на рационализација на трошоците во оваа постапка. Инаку средствата се обезбедени од буџетот на Република Македонија во програмата референдум која што се предвиде со одлука на Собранието на Република Македонија. Собранието определи да ни за оваа намена 210 милиони, нешто повеќе од 210 милиони денари,
Ние се обидовме како комисија веќе на првите седници, донесувајќи го финансискиот план кој што моравме да го донесеме за оваа намена, да ги рационализираме тие трошоци. Некаде нашиот план предвидува околу 170-169 милиони денари трошоци за целата постапка за организација и спроведување на референдумот. Меѓутоа сметам дека и тука има простор да намалиме и реализацијата. Убеден сум и сигурен сум дека ќе биде пониска од оваа бројка. Правилникот предвидува и јавен увид во избирачкиот список во рок од 15 дена кој веќе е започнат. Дали е ова доволно време за прочистување на избирачкиот список? Сметам дека е доволно, затоа што не се работи за прочистување, онака како што е во јавноста често се изговара, се употребува терминот, затоа што увид во избирачкиот список континуирано имаат можност граѓаните да прават на нашата веб страна. Има отворен пристап каде што може секој граѓанин, внесувајќи го својот матичен број, да провери дали е или не е на избирачкиот список. Ова се согласно законските одредби ова е последна можност да се искористи таа прилика да се провери уште еднаш, да се стави одредена забелешка доколку видите дека не се сопаѓа некој адресен податок, нешто друго во вашето име, презиме и така натаму. Можност се дава исто по електронски пат, меѓутоа и во нашите подрачни канцеларии во државата да се изврши интервенција во избирачкиот список. Реална ли е според вас бројката од 1,8 милиони гласачи? Да, јас на неколку пати во повеќе прилики тврдам дека е бројката реална и дека целата забуна стана во изминатите години, веројатно некои други политички причини. Меѓутоа, наша работа на Државната изборна комисија е да не ја мешаме политиката, затоа што оваа работа на водењето на избирачкиот список е статистичка операција. Вклучени се Завод за статистика и Министерството за внатрешни работи, така што од нивните евиденции практично се црпи составот на избирачкиот список и сметам дека на граѓаните да им биде појасно право да биде на избирачкиот список има секој граѓанин кој што наполнил 18 години, кој што има важечка патна исправа или лична карта на Република Македонија, не секој што живее во Република Македонија. Значи, жителите на Република Македонија се утврдуваат по пат на друга операција, попис, а додека правото да бидеш на избирачки список го стекнуваш исполнувајќи ги овие услови. Со тоа јасно се става дистинкција меѓу двете работи и тоа е во суштина разликата. Во правилникот е предвидено дека и овластениот предлагач треба да ја води јавната пропаганда. Во овој случај тоа е собранието. Од каде ќе се најдат средства за оваа намена? Не според правилникот, туку според Законот за референдум, во членот 12 е утврдено дека овластениот предлагач може да води јавна пропаганда. И ние затоа таа одредба ја преточивме во нашиот правилник. И јасно е дека овластениот предлагач во случајот собранието може доколку сака, значи не мора, доколку сака и има средства да води јавна пропаганда и ние тоа право не можеме да им го земеме на предлагачите, односно на собранието. Тука се мисли на собранието во целина, на сите 120 пратеници, затоа што таму одлуките се носат со мнозинство. Меѓутоа, од кога ќе се донесе одлуката важи за сите нив, така што сите имаат право на јавна пропаганда. Значи, јавната пропаганда може да ја спроведуваат и други заинтересирани страни? Да. Медиумски организации и здруженија ја обвинија Државната изборна комисија за наметнување на медиумското представување. Се загрозува ли со тоа легитимитетот и легалитетот на референдумот? Не. Ние не се обидуваме ништо да наметнеме и не можеме да наметнеме. Ние мораме да ја испочитуваме законската одредба во Законот за референдум, а пазарот на услуги кои што го имаат медиумите и продавањето на нивните услуги е отворен и можат да го искористат да ги продадат своите услуги. Ние во неколку наврати имавме средби со представници на медиумите, со нивните здруженија и асоциации и исто така и со представници на Агенцијата за медиуми и дојдовме до некое искристализирано мислење дека
Веројатно агенцијата за медиуми ќе им дозволи одреден простор плюс како и за секоја кампања, за да можат да го искористат, да го понудат на заинтересираните страни кои што сакаат да водат јавна пропаганда за овој референдум, и тоа е решението. Она што ние го напишавме во нашето појаснување под наводници привилегиран овластен представник, тоа е заради законската одредба во членот 12 од Законот за референдум, каде што јасно е нагласено дека овластениот предлагач во случајов има право, односно може да води јавна пропаганда. Господине Дирковски, вие сте на функцијата по предлог на ВМРО ДПМН, која се уште не се изјаснила дали ќе ги повика своите поддржувачи да го бойкотираат референдумот или да излезат на гласање. Каков е вашиот став по ова прашање? Вашето прашање сега ќе ми ги руши сите претходни констатации кои што ги наведов за работата на Државната изборна комисија, и јас затоа и нема да навлегувам во одговор на вашето прашање, затоа што овдека сум член на Државната изборна комисија и политичките ставови и моите убедувања си ги оставам дома кога ќе дојдам овдека. Заборавам на тоа и функционираме како државен орган кој што има пред се задача да ја изведе операцијата референдум, да го организира и да го спроведе референдумот на начин пропишан согласно Законот за референдум и дел од одредбите од Изборниот законник. Очекувате ли притисоци во идни, назнаејќи дека сите членови на Државната изборна комисија доаѓаат од некоја политичка партија? Притисоци се секогаш можни, меѓутоа ние сме тука сите доволно искусни да ги надминеме сите тие искушенија, така што сметам дека овој состав на Државната изборна комисија ќе покаже и докаже дека може и поинаку во Република Македонија да се функционира. Ако ние сите си ја сватиме задачата која што ни е дадена, ќе ги надминеме сите тие притисоци. Дали референдумот ќе се смета за успешен доколку не биде исполнет цензусот? Законот точно за референдум предвидува кога е успешен, кога е неуспешен референдумот на државно ниво. Се смета за успешен доколку се исполни цензусот, односно излезат 50% плюс еден гласач и од нив гласаат позитивно, односно за повеќе од половината. Значи, доколку не биде исполнет цензусот, во тој случај резултатите од референдумот нема да бидат релевантни? Така вели законот. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.